Големината на газдинството не се мери со димензиите на превозното средство, туку со задоволството на вработените. Можноста за себе да се обезбеди луксус не предпоставува неможност да бидат алиментирани основните потреби на оние што го овозможуваат. Најважно од се е да се налицкани и сошиени за пред светот, без оглед што од внатре, како крпеница, пукаат по сите шевови. Па вие возите джипови. Каков е тој одговор? Тоа е смешка. Па денес у 21 век бизнисмените одат со авион на пат, не со джип. А ако дојде некој партнер од Зара газда или од Манго, па вие мислите ќе го возиме ние у љубов? Па тој веќе никогаш нема да влезе. Операцијата Купи авион, врати джип е можеби следната фаза која ќе биде реализирана од друга група бизнисмени кои, кроејќи ја верата, го имаат заборавено незиното основно начало за скромност, па уште и во неверица за тоа што се зборува. Пројавуваат сомнеж дека се што се случувало е далеку од вистината. Но толку милиарди долари евра да се украдат, па да имавме дрва само со евра, немаше да стасаат. Лисијата беа евра, немаше да стасаат. Малку е чудно, но токму на протестниот митинг од оние од кои најмалку се очекуваше, кои до вчера не беа свесни за тоа, беа демантирани тврдењата дека немало толку дрвја и толку лисија, што му патуваат дека земјава историски е како предодредена за тој ков. И Ал Капоне да беше жив! Че учеше од македонските криминалци! Времето поминува, лекциите се учат, но останува истата реторика која практикуваат сите, без исклучок, ама само кога се во опозиција. Тогаш се подготвени да се откажат од се, признавајќи дека се потат ама за ништо друго, освен за да стасаат до власта. За нас ќе нема одмор, ќе нема викенди, ова ќе биде работно лето. Во тек е подготовка на нашите програми, ние имаме една фаза на така наречено работно лето. Ја бев дел од тоа работно лето. Продолжува работното лето на Социјалдемократскиот сојуз. Почнуваме со работно лето. Ќе го посетиме секој дом, секоја педа на нашата Македонија. Но не секој може да го издржи предизвикот на жештината. Особено представниците на партијата која неуморно одбиваше да се соочи со своите ривали, а сега не излегува од телевизиските студија, па макар таму, вистински, да гори. Воопшто кога ќе го погледнете животот, онака утрински, нели, кој секој од нас станува наутро, се мие, ќе се погледне во огледало, значи како да ви кажам, малку ви е топло во студио. Ајде повторно да бидеме честни пред себе. Малку ви е топло во студио. Ајде повторно да бидеме искрени пред себе. Со оглед на моето искуство претходно, пред да станам портparol на ВМРО ДПМН, ќе ви кажам вака, малку ви е топло во студио. Дали разбирате, малку ви е топло во студио. Јас од моето претходно искуство ќе ви кажам дека малку ви е топло во студио. И на крајот, оние кои најмалку се испотија, пак добија се, разбирливо. Почнуваат да се раскомотуваат, па не се гледаат себе си таму каде што се сместија. Премиере, сакам да ви ја пофалам владата, ама не ја гледам. Најмал проблем во нормална држава е да има невидлива влада. Многу поважно е таа да има видливи резултати.